Почитувани, со назначување на Бојан Христовски, власта на Мицкоски и ДПМНЕ прави опасна партизација на Агенцијата за национална безбедност и ги крши законите. Во член 10 од законот на АНАБ стои дека директорот на агенцијата не смее да биде член на политичка партија или член на органи и тела на политичка партија. Наместо професионалец, начело на АНАБ власта поставува партиски човек, председател на градскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ и активен пропагонист на власта. Бројни објави, фотографии и написи на неговата Facebook страница кои целосно го потврдуваат ова. Буквално, секој негов пост е посветен на ДПМНЕ во функција на пропагандата на Мицкоски. Христовски го има на слики во речиси сите партиски штабови на ДПМНЕ во Скопје. Може да се види многу горд со Мицкоски, со Силјановска и како ревносно ги пропагира по политиките на неговата партија. Буквално нема не политичка, ниту некаква професионална објава на Христовски. Сите му се партиски. Дори во последните објави на Христовски се гледа тоа. На 25 септември, со слика пред седиштето на ВМРО ДПМНЕ, ќе објави дека ја чува организацијата. Кога ги гледаме овие објави, многу смешно личат изјавите на Мицкоски и ДПМНЕ дека се деполитизирани. Тоа едноставно е чиста лага. Но има и објави кои се загрижувачки и кои покажуваат какви се неговите скриени намери против самата институција на која што е и поставен. Еве таа објава. На 1 септември оваа година Христовски ќе напише, цитирам: "Нека е честит петтиот и последниот роден ден на Агенцијата за национална безбедност." Се поставува прашањето дали Христовски по партиски налог всушност ќе работи за уништување на АНАБ. Со партизација на ова важна институција, власта има едноставно цел повторно да ги злоупотребува безбедносните служби за партиски цели. Исто како и во времето пред 2016 година. АНАБ треба да стане независна институција која ќе работи за доброто на сите граѓани, а не за интересите на една партија, еден човек. А тоа се Мицкоски и ДПМНЕ. На политиката и на партиските кадри не им е местото во АНАБ. Бараме итна мерка за департизација, односно разрешување на Христовски и назначување на нов директор на АНАБ, со што ќе се вратат професионализмот и довербата во оваа институција.